Нестручно и несовесно работала во корист на други. 2 години затвор пресуди Скопскиот кривичен суд за Лидија Димова како екс-директорка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Ја злоупотребила службената положба и во рок од 6 месеци треба да ја надомести штетата на институцијата со која раководеше. Во временскиот период од 10.1.2019 година до 13.12.2019 година одобрила исплата на парични средства, а благаничката Ана Павлиду исплатила парични средства во вкупен износ од 5.201.464 денари, кој износ е значителен по основ на дневници и останати трошоци за службени патувања, и тоа по налози со број, дата на име и во износ како во обвинението. Обвинението за Димова за кривичното дело измама не помина во судот. Не помина ниту обвинението за благаничката Ана Павлиду. Обвинетата Лидија Димова би сторила кривично дело измама на штета на средствата на Европската заедница од член 249а, став 2 во врска со став 1, во врска со член 22 од кривичниот законник, а обвинетата Ана Павлиду би сторила кривично дело несовесно работење од член 353в, став 2 во врска со став 1 од кривичниот законник, бидејќи делата за кои се обвинуваат не се кривични дела според законот. Магарињата се воскреснаа во последните 2 недели, вели пак Димова, за која оваа пресуда била политички договор. Постојано повторуваше судиката дека парите кои што се искористени за она што ме обвинуваат доаѓаат од оперативниот фонд на Европска унија. Значи тоа се европски пари за кои што претходно ме ослободиле дека не сум ги злоупотребила. Меѓутоа, реално не сум многу изненадена, особено затоа што во последните 2-3 недели ги воскреснаа магарињата, што се тренирани, и мислам дека ова е уште една политичка игра со таа несреќа што во овој случај двете страни се имаат корист од тоа ја да бидам осудена. Според обвинителството била направена штета од околу 320.000 евра со неправилности и злоупотреби. Биле склучувани договори со соработници, експерти, обучувачи без јавен оглас и без еднаквост и јавност во постапките, како и тоа дека биле потпишувани договори со 4 фирми спротивно на водичот на Европската комисија и планот за јавни набавки. Дел од обвинението се однесуваше на исплатата на пари на соработник за службени патувања, иако во документацијата имало лажни податоци. Пресудата не е правосилна. Одбраната има право на жалба до апелациониот суд.